Убиство на дете не е само чин на суровост и бруталност, туку директен напад врз човечноста и општеството. Обвинителството со завршен збор за двојното убиство на малолетната Вања Ѓорчевска и пензионерот Панче Жежовски. Нема никакво оправдување за убиство на невино дете, кое ниту на сон не им сторило ништо на четворицата обвинети, рече обвинителката Жаклина Крстевска-Јосифовска. Сторителите на злоделата, убиство на дете и на пензионер, на свиреп и монструозен начин, заслужуваат не само правна, туку и длабока морална осуда од секого. Поминале доволно денови по убиството на Панче Жежовски од Велес. Ниту еден од обвинетите не презел действија со кои би покажале реакција за човечко суштество за да се прекине тоа. Напротив, продолжиле кон дете 9-то одделение со ранец, дете кое ниту на сон не им сгрешило на обвинетите. Таткото на Вања од првите моменти се однесува чудно, со колата тргнува сам да ја бара, без притоа да праша како е и каде е другото дете, Миња, рече Крстевска-Јосифовска. Цитирајќи ги сите сведоци, обвинителството смета дека ги докажале кривичните дела грабнување и убиство, како и помагање во грабнување, за што се товари Александар Ѓорчевски. Морбидните настани ја потресоа македонската поширока јавност, вчудено видени дека од една мала држава може да се случат вакви тешки злодела. Вања ја убиле така ладнокрвно, свирепо, на монструозен план, се надевале дека никогаш нема да биде најдена, оставејќи ја закопана во дупка покриена со разни предмети. Немали грам совест, ни човечност, ни родителско чувство. Сите четворица обвинети имаат и своји деца, на кои со грабнување и убивање сакале да им обезбедат удобен, пристоен живот, да им купат станови, да им прават свадби, да се веселат со најмилите. Обвинетите скроиле свира план, го избрале Панче Жежовски од Велес, бидејќи неговиот Citroen имал голем гепек, а тие планирале да му го одземат. На 22 ноември 2023 година го грабнале и убиле. Според обвинителството, 2 дена подоцна на 24 ноември планирале, но задоцниле, па не успеале да ја грабнат Вања Ѓорчевска. Обидот го повториле на 27 ноември, по добиена информација од незиниот татко дека тој ден ќе оди сама на училиште. Таа била киднапирана и убиена во периодот од 8:30 до 9:30 часот. Таткото на Вања Александар Ѓорчевски остана во обвинението како соучесник, бидејќи им ги дал на обвинетите информациите за движењето на Вања. Палевски, според обвинителството, побегнал во Белград од страв да не биде фатен, иако немал закажано никаков медицински преглед, а потоа и за Турција. Јосифовска нагласи дека врз обвинетите не е вршено никакво насилство.